Здраво, пријатели! Добре дојдовте на ново видео на мојот канал. Морам да кажам дека многу неволно го правам ово видео и повторно на тема коронавирус. Се што тој со себе носи сега во овој период, но истоевремено развојот не дозволува да се концентрираме на било која друга посмирена тема. Направив редица неуспешни обиди за ова видео, затоа што од момент во момент работите се променува и мораше да се додадат нови факти, нови аргументи. Овој пат се надевам дека видеото ќе добие конкретен облик и дека со него ќе отвориме многу прашања. Многу прашања на кои што верувам дека и заедно некако ќе почнеме да доаѓаме до одговорите кои што како да ги нема. Јас за добар дел од овие прашања не сум стручнак, но како и сите вие сум стручнак за она што е тема на моето видео, тоа е вклучувањето на здравиот разум. Значи, она на кој што најмногу овде апелирам е вклучување на умот и здравиот разум. Тоа е нешто кое што во моментов е најбитно, а имам чувство дека најмногу недостасува. Денови ви имав еден долг и продуктивен разговор со еден мој пријател лекар кој што за многу работи ги потврди моите ставови, моите знаења и истовремено ми отвори нови хоризонти на проблематикава. Работите се онака како што мислев дека се, значи се сериозни, но не се катастрофални, што дава не искра, повеќе искри надеж. И уште повеќе надежта во таа лекарска фела ми се зголеми, затоа што сепак видов дека постојат можеби малцинство од лекари, но постојат лекари кои што во својата професија моралот, етиката и вистинските вредности на таа професија ги имаат ставено пред се. И не само тоа се луѓе кои што размислуваат со своја глава и тие се луѓе кои што ги носат новите идеи во медицината конкретно. Верувам дека во секоја научна област постои таков тип на луѓе, макар што нагласувам се во малцинство. Затоа ќе зборуваме малце повеќе во некоја друга прилика. Сега, дали можеме да ја ставиме на страна оваа дискусија за коронавирусот? Веројатно да, и мораме тоа да го направиме што побрзо. Сега, за наше добро, без при тоа да им ја земам работата на лекарите, на епидемиолозите, морам да нагласам некои работи кои постојано ги повторувам, ризикувајќи да бидам здодевен со тоа. Значи, нагласам уште еднаш. Мораме подитно да ги вклучиме умот и здравиот разум. Сега, неколку факти. Ке ми простите запишани, се морам да ги гледам вака. Вирусот е реален и е тука. Исто така е факт околу кој се согласни лекарите во цел свет дека помеѓу 5 и 35% од сезонските грипови се причинити од некаков коронавирус, што значи тоа нешто не доаѓа од вчера, тоа постои. Исто така е факт дека оваа фамилија на вируси е позната на науката. Доволно е да напоменеме дека SARS, кој што се случи во 2003 година, значи деценија и пол, е од истата фамилија на вируси. Сега веднаш прашањето со големи букви и болдирано. Зошто 16 години не се студира овие вируси и не се создаваа лекови за нив? Големо прашање. Верувам дека тогаш науката била свесна за евентуалните опасности и за можноста да ни се врати овој вирус во мутирана форма, како што го имаме денеска, COVID-2 или COVID-19. Микросветот, оној на вирусите, бактериите, наночестичките постоел од секогаш и токму затоа со животот, со и во тој свет е единствено можно нешто за ова нормално живење. Инако, овој начин во кој што се намекнува локдаун, социјална изолација, носење маски, ракавици од латекс, не води никаде. Ова е личен став, значи, јас мислам дека овој начин на водење на животот не води никаде. Едно е тоа како ако го прават лекарите кои работат во инфективни клиники или во микробиолошки лаборатории, но тоа нема никаква оправданост да се прави во обичниот живот. А се прави и се наметнува да се прави. Тие што ни го наметнуваат не знаат дали дава резултати. Буквално не знаат затоа што не ни го наметнуваат, да речеме, некој конзилиум од лекари, ни го наметнуваат властите. Како да функционираме во обичниот живот. А за нус појавите и штетните последици од носењето маски и ракавици доправа ќе зборуваме.
Сеопштиот карантин е исто така како ако ви се случи цунами и како превентива да забраните одење на море, на било кое море и во секоја земја. Или уште поапсурдно, да се обидете да ги исушите морињата. Единственото нешто што има логика според мене е масовна изложеност на вирусот. Нагласувам според мене масовна изложеност на вирусот до степен што колективниот имунитет ќе биде посилен од него. Сега тука мене ми се наметнуваат редица сомнежи, а од тоа произлегуваат исто толку прашања кои морам да ги упатам научната заедница. Што знаете за овој вирус? Дали знаеме со сигурност дека е природен или има индикации кои укажуваат на тоа дека е создаден во лабораторија? Зошто во еден момент сите го прифативме кинескиот модел на локдаун, без при тоа да се испитаат последиците од него? Дали во Кина имавме епидемија на коронавирус или имавме нешто друго? Како после Вухан се зарази целиот свет, но не и останатите големи центри во Кина, како што се Шангај, Пекинг или Хонг Конг. Дали овие снимки што ќе ви ги кажам сега представуваат болни од респираторни болести или погледнете. Причините, самиот проблем и можните решенија како и секогаш ни се пред очи, оставени на јавно видливо место. Само што тие што ја водат играта си имаат потрудено да не сакаме да го видиме очигледното. Што е вирусот? Еве го мислењето на доктор Томас Коен. Погледнете. Now, I have 10 minutes. I wasn't sure I was going to get to this stage, but I can't help but say something about this whole coronavirus thing, if you want me to. Yes. So, again, when you know Steiner, you have the answers to the test, but you have to then figure out the details. In 1918, after the biggest pandemic, the Spanish flu pandemic of 1918, Steiner was asked, what was this all about? And he said, well, viruses are simply excretions of a toxic cell. Viruses are pieces of DNA or RNA with a few other proteins. They bud out from the cell. They happen when the cell is poisoned. They are not the cause of anything. And the first way I would encourage you to think about this is if you are a famous dolphin doctor, right? And you have been studying dolphins in the Arctic Circle for hundreds of years, or at least a long time, and the dolphins were fine. And then they call you up, Fred, all the dolphins or a lot of the dolphins are dying
in the Arctic Circle, can you come and investigate? Right? And you have one question to ask. So, show of hands. How many of you would say, I want to investigate a dolphin to see the genetic makeup of that dolphin? Nobody, because that's stupid. How many of you would say, I want to see if this dolphin and that dolphin has a virus because it might be contagious and that's why all these dolphins are getting sick? That fellow. How many of you would say, excuse my French here, somebody put some shit in the water here? Значи, вирусите се отрови. Како се бори организмот со нив? Преку развивање болести. Болеста е всушност битката преку која организмот се ослободува од отровите, во случај вирусите и клетките кои изумираат при овој процес. Тој процес завршува со комплетно чистење и повторно воспоставување на нормалните функции на организмот. Проблемот настанува во оној момент кога се применува терапија, која не делува на причинителот на болеста, кој рековме е отровот, туку на болеста која представува битката на организмот. Сопирајќи ја битката, ризикуваме да го убиеме организмот или вирусот да се врати назад. Сега на курс по прва помош, кога се зборуваше за каснување од змија, инструкторот ни нагласи дека единствената метода е да му се помогне на организмот со повеќе течности за да може полесно да го изфрли отровот. Никаков противотров. Затоа што статистиката покажала дека повеќе луѓе умреле од контраиндикации на противотровот одошто од самиот отров. Откако битката е извојувана, нашиот имун создава специјални имунолошки единици наречени антитела, кои при пројавата на ист таков напаѓач го спречуваат во неговиот напад. И сега има една специфичност кај антителата што се создаваат после прележувањето на грип или еве заразата со коронавирус. Нивното постоење во телото има краток рок на траење и инфериорен на 1 година. Што значи ризикот да се повторат и наредната година е подеднакво висок. Сите оние што заговараат вакцинација треба да го кажат овој факт или ако не го знаеле треба да си го имаат во предвид сега и да признаат дека евентуалната вакцинација ќе треба да се случува секоја година. Друга загрижувачка работа е употребата на алуминиумот како додаток во вакцините заради предизвикување на посилна имунолошка реакција. Алуминиумот е метал кој нема никаква функција во нашиот метаболизам. Како таков, организмот нити го употребува, нити го изфрла. Што значи, секој примање на алуминиум придонесува за неговото трајно складирање во телото. Тоа пак од друга страна ја зголемува електромагнетната проводливост на телото. Сега, влегуваме во она што се нарекува пејоротивно теорија на заговор. Но јас свесно навлегувам во таа сфера, зашто очигледно потврлувањето на официјалната наука и медицина не тера да одиме независно да истражувам. Зборувам официјалната, не велам дека нема луѓе во науката и во медицината кои што не ја работат добро својата работа и не ја работат прецизно. Тоа го кажав на почетокот на моето видео. Дали сте го слушнале терминот The Internet of the Things? Тоа се така наречените смарт технологии, нашите телефони, телевизори, други уреди во домот, смарт автомобили, смарт градови. Вака, кога на секи ја додадеме придавката паметно, изгледа како светот одеднаш да направил квантен скок во поглед на интелигенција. Но дали станува збор за тоа или? Она што овде всушност се представува како паметно е всушност технологија која има сензорни програми и алгоритми кои добро анализираат податоци и врз база на нив прават одредени предвидувања и поврзувања. Сета паметна технологија всушност е направена да има голема моќ на обработка на податоци, а подоцна тие податоци да се искористат онамо каде што е потребно најчесто за контрола. Сега да не биде објаснувањето апстрактно, да го земеме примерот со развојот на автомобилската индустрија. Додека првите автомобили биле кочии на кој бил ставен мотор, старите калдрми биле се уште соодветна подлога на кој можеле да се движат. Со зголемувањето на перформансите и брзините на движење, нормално потребите за подобри, пошироки улици и патишта сама се има наметнато. Исто и овде. Технологиите што денес ги имаме во употреба и ги нарекуваме смарт имаат потреба не од брз, туку од супер брз интернет, за да можат да извршуваат нивната функција. Колку за илустрација, доцнењата во пренос на сигналите се мерат во наносекунди. Нешто за што веќе постоечката 4G технологија не е доволна.
Затоа на сцена стапува многу дискутабилната 5G технологија. Дали оваа технологија има некаков ефект на здравјето на живите организми, значи не само на луѓето, туку општо на целиот жив свет кој ќе биде изложен на него, еве да видиме од сослушувањето во Американскиот сенат. Погледнете го видеото. Mr. Chairman, thank you for having this hearing. We've heard from a lot of witnesses from you today and others previously about the very important potential of 5G technology. It promises to bring us a new era of connectivity with internet speeds as much as 5 times faster than what we have today with much lower latency, and that's all a good thing. But 5G, as you well know, also uses higher frequency waves that don't travel as far and will rely on a network of hundreds of thousands, potentially millions of small cell sites. And the question then is, are there any health implications, any public safety implications to those additional sites that are likely to be located close to homes, schools, workplaces, and closer to the ground? Correct? Correct, Senator. Yes. So in December of 2018, I sent a letter to FCC Commissioner Carr asking him to cite for me recent scientific studies demonstrating the safety of this technology. What research has been done, where has it been published and compiled. He has essentially failed to do so, and just echo the general statements of the FDA, which shares regulatory responsibility for cell phones with the FCC. If you go to the FDA website, pretty unsatisfactory. There basically is a cursory and superficial citation to existing scientific data saying, quote, the FDA has urged the cell phone industry to take a number of steps, including support additional research on possible biological effects of radio frequency fields for the type of signal emitted by cell phones. I believe that Americans deserve to know what the health effects are, not to prejudge what scientific studies may show, and they deserve also a commitment to do the research on outstanding questions. So my question for you, particularly Mr. Gillen and Mr. Berry, how much money has the industry committed to supporting additional independent research? I stress independent research. Is that independent research ongoing? Has any been completed? Where can consumers look for it? And we're talking about research on the biological effects of this new technology. Thank you, Senator. I think, thank you for your focus on the issue. Safety is paramount, and as you alluded to, we rely on the expert agencies, we rely on the findings of the FDA and others as to the requirements to keep all of us safe. There are no industry-backed studies, to my knowledge right now. Happy to visit with you as to what opportunities you think there needs to be more studies, and we're always for more science. We also rely on what the scientists tell us. So essentially, the answer to my question, how much money? Zero. I can certainly follow up with you, Senator. To my knowledge, there's no active studies being backed by industry today. Anybody else know of industry commitments to back research, fund it, support it, to ascertain scientifically the health effect? Senator, I'm not aware either, but I do know that with small cells especially, you're going to have lower power levels. And of course, as from a carrier perspective, you want to be able to manage interference so that that interference is the lowest interference possible. So I would think that some of those studies or some of that information could be utilized in looking at the health consequences. But no, I'm not aware of any. So there really is no research ongoing. We're kind of flying blind here.
so far as health and safety is concerned. Thank you, Mr. Chairman. Само колку за илустрација. 4G користи максимална фреквенција од 2,5 GHz, додека наследникот 5G оперира на фреквенција од 28 и 39 GHz. Колку пати е зголемена? 10 и повеќе пати. Она со што всушност се соочуваме сега, што е тоа? Ова е само една голема генерална проба. Најстрашното допрва доаѓа. И ова генерална проба нападот се одвива од она корпоративно ниво што го споменав во моето видео за пирамидата на моќта. Ако сте го пропуштиле, вратете се назад, погледнете го тоа. Ја имате Гейтс фондацијата која оперира во секторот на вакцините и која сега ни се наметнува како месија и спасител на светот. Бил Гейтс, кој што по диплома не е ни стручњак за информатика, а камоли за медицина, во следното видео ќе видите како вели јас и други медицински експерти. Погледнете. Bill Gates, thank you very much for joining us on BBC Breakfast. I just wonder if I could first ask you, how important is it now to have a global response? Well, I'd say it's critical because the tools that are going to reduce deaths, the drugs, that's a global thing to get those out. And the thing that'll get us back to the world that we had before coronavirus is the vaccine and getting that out to all 7 billion people. And so the efforts to test those, to build the factories, to understand, is it safe and ready to go? That's a global problem. So I'm glad, that people are coming together to find where is the best work and combine that. The factory will be in a different country than the science is in. This is the whole world working on probably the most urgent tool that's ever been needed. Can I ask you to just reflect a little more on the way that world leaders thus far have responded to the crisis? Well, there's the period when I and other health experts were saying that this is the greatest potential downfall the world faced. Going back quite a ways with a speech in 2015 and a New England Journal of Medicine article about the specific thing. So, we definitely will look back and wish we had invested more so that we could quickly have all the diagnostics, drugs and vaccines. Сега, една интересна работа за Гейтс фондацијата. Таа е најмногу присутна во Африка, а случајно најголем инвеститор во Африка моментално се кинески компании. А Кина и Вухан, од каде официјално почна се, манифестираат една очигледна аномалија. Со нивната огромна популација успеаат да имаат речиси незначителен број на заразени и мртви и она што е посебно нелогично за вирус кој што се шири од директен контакт со човек и човек, на чуден начин ги поштеди другите големи градови во Кина, Шангај, Пекин, Хонг Конг и така натаму. Но во остатокот од светот ширењето е молневито. Уште повеќе е чуден фактот што ние во Европа денеска уште зборуваме за локдаун, додека денес на 27 април во весник наоѓам дека во Вухан сите бројки се нула. Еве го весникот, илустрацијата ова. Гледате и на кинески напишано зараза нула денеска. Значи на фондацијата на Гейтс, која сега по секоја цена сака да се дојде до сеопшта вакцинација, мораме да додадеме уште еден проект во кој е вмешана истава фондација, тоа е ID 2020 ORG. Отидете на интернет, побарајте го ID2020.org. Проект кој заедно со Рокфелер фондацијата го прават за дигитализација на идентитетот или поедноставно за чиповите кои треба да биде ставен сиот наш идентитет и нормално копчето on и off на нашите животи. Ова треба да биде вметнато на некој начин во нашето тело. Додека обичните луѓе збунети, додека луѓето се збунети, а социјалното ткиво се кине, сено што не прави луѓе се уништува и подоцна ќе биде како сопственост инкорпорирано во големите корпорации.
ова ќе се случи, почекајте, ќе се случи. Нема да има веќе дейт во кино, ама ќе имаме Amazon Prime и Netflix. Ќе седиме дома и ќе ги гледаме тие работи. Ќе нема одење во ресторан, ама ќе имаме апликации за онлайн нарачување. Ќе нема дружење, ама затоа Facebook одамна ни ја смени реалната социализација. И да не набројувам до недоглед, бројот на работи кои што ќе се сменат и ќе бидат ставени под директна и силна контрола пред се монетарно на големите корпорации ќе биде огромен. Сега, командниот центар не е во корпорациите, тој е погоре. На пирамидата, се сеќавате, значи, во конкретниот случај тој е Светската здравствена организација и преку неа фармацевските лобија. А Светската здравствена организација е организација на Обединетите нации, паметите ги споменав претходно во пирамидата на моќта, а нивното седиште во Њујорк, замислете, изградено на земјиштето дадено од фондацијата Рокфелер или од семејството Рокфелер. Многу случајности да бидат случајни. Мала илустрација на ова ќе ви дадам во изјавата на Даглас Рушков, еден модерен мислител и филозоф, за неговата средба со 5 милиардери. Значи не збориме 5 топ милиардери, туку милиардери од оние поситните кои што имаат 5-6 милиарди имот, кои што го имаат за прашање на многу чудно прашање. Ќе ви го оставам видеото тука во меѓувреме да го видите, па проценете вие што конкретно го имаат прашано. Погледнете. Yeah, I was invited to do what I thought was a talk to like bankers or something at a resort. And instead of me going out on stage to do a talk, they brought these 5 guys into the green room who started peppering me with all these questions about the digital future, Bitcoin or Ethereum and augmented reality or virtual reality. I figured it was one of these things where it's just these 5 billionaires looking for, investment strategies from someone who's on the ground in the cyber revolution. And eventually they got around to the question of, Alaska or New Zealand. Right? So they wanted to know mainly how to prepare for the inevitable collapse of society. And the question we spent most of the time on was, how do I maintain control of my security force after the event? Because their money's going to be worthless and these guys will turn on them. And it just struck me that here are the wealthiest and most powerful men I've ever encountered, yet they feel utterly powerless to influence the digital future, that the best they can do is prepare for the inevitable collapse and, insulate themselves from the reality that they're creating by earning money in the way they're earning it. And it was sad, but it was indicative of the way these folks are thinking. The high-level billionaires, like the Elon Musks and Jeff Bezos, they want to get off the planet altogether, really just leave us behind. But the mid-level billionaires who can't afford rocket ships, they want to build, bunkers and secret communities and get robot guards and to protect themselves from the rest of us. Ова на мене ми укажува на некаков крај на светот, онаков како што го знаеме. Испаѓа дека планетата во еден момент ќе стане непријатно место за живење или ќе биде, или ќе престане животот. Да речем, живи и здрави ќе видиме, изгледа нема да можеме ни тоа да го дочекаме. Некои работи се јасни и од секогаш ни биле кажани. Човештвото е создадено со генетска манипулација за да биде интелигентна работна сила на планетава. Пред се за експлоатација на злато. Нагласувам, пред се за експлоатација на злато. Тоа е експлицитно видливо во стиховите на првата книга Мојсеева, Битие 2, стих 7 до 15. И сега ќе ви ги прочитам, за да знаеме за што зборуваме, значи да не испадне дека ја зборувам на памет, дека збориме за злато. Туку, ова е, значи, се стиховите кои што го опишуваат така наречениот земен рај или едемската градина. И вели вака: а го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа, се извинувам. И насади Господ Бог рај во Едем. Едем е конкретна географска регија која што ќе видите сега и каде е. На исток, и таму го смести човекот што го создаде. И направи Господ Бог да израстат од земјата секакви дрвја убави за гледање и добри за јадење. Значи направил појоделски растенија, повторно со генетска манипулација, за да
таа работна сила има од што да се храни. Пред се житарките. И сега видите што има друго ставено во таа едемска градина. И дрвото на животот среде рајот и дрвото на познавање на доброто и злото, значи две дрва. Дрво на животот и дрво на познавање на доброто и злото. И вода течеше од Едем за да го наводнува рајот, а потоа таа се развиваше во 4 реки. Значи ова не е мал регион, ова е огромен регион. Името на едната е Фисун, таа тече околу целата земја Хевилска, а таму има злато. Стих 11 од втората книга Мојсеева. Повторувам. Името на едната е Фисун, таа тече околу целата земја Хевилска, а таму има злато. Не случајно кажам дека таму има злато. Продолжува. Златото на таа земја е добро, таму има и бделиум и камен оникс. А на втората река името е Геон, таа обкружува целата земја Куш. Името пак на третата река е Тигар, а тече на исток од Асирија, четвртата река е Еуфрат. И земајќи го Господ Бог човекот кој го создаде, го воведе во градината Едемска за да ја обработува и да ја пази. Значи јас како што велам, направени сме да бидеме робовска сила. Од секогаш било така. Сега, да не биде видеово предолго, остатокот од приказнава ќе ви ја раскажам јас за да скратиме, а кој има сомнеш дека е тоа така, ви кажа, прва книга Мојсеева, Битие, прочитајте ја целата, или Генезис на англиски, прочитајте ја целата, или ако сакате, пишете во коментарите долу, јас ќе ви кажам кои стихови конкретно се однесуваат на ова и ќе видите дека работите се такви. Значи, фактот дека овде се употребува една чудна множина, укажува тоа дека Господ Бог е само намерен лош превод. Станува збор за повеќе индивидуи кои што се таму некаде и командуваат, додека човекот е тука да работи, да копа злато. Значи, што се случува? После, кога видел Господ, или кога виделе господарите дека човекот е сам, му создаваат жена. Нели, ако е семокен, ќе му направи исто од прав, туку не. Се случува една друга генетска трансформација, се зема дел од реброто, конкретно е преведено овде, се зема дел од телото на мажот, со генетска манипулација се прави жена. И му се дава тука и почнуваат да живеат заедно, затоа што, вели, ниедно од другите животни не му беше доволна компанија, доволно друштво на Адам. И сега се појава еден друг лик, кој што во сите Библии е преведен како змија. Зборот за змија е друг на еврејскиот јазик. Сега, таа змија ја наговара жената и вели, можеш да каснеш од дрвото за спознавање на доброто и на злото. Откако каснува, сваќа дека е гола, му дава на својот маж Адам, исто така да касне и тој согледува дека е гол. Всушност, овде не станува збор за никакво дрво, за никаква јаболкница која што секаде е опишана, туку тука станува збор за откривање на сексуалноста и на можноста за репродукција. Оваа змија е исто она што е и Бог во градината. Значи, само различен лик. Тоа е збир на ликови и оваа змија, овој лик на некој чуден начин имал некакво сочувство, некаква емпатија со овие човечки суштества, па им помогнал да направат нешто повеќе за себе си. Или, уште повозможно, првиот пат сексуалниот контакт со Ева го има тој. Сега, за да не испадне дека ова што го зборуваме чудно, евреите, бидејќи ова е нивна книга, имаат една наука која што се нарекува Кабала и под наука на Кабалата гематрија. Еврејскиот збор за змија има идентична нумеролошка вредност како и зборот Месија, што значи зборот Месија и зборот змија на еврејски имаат иста нумеролошка вредност, што значи имаат корелација помеѓу себе. Тоа е теоријата на еврејската кабала. А што ме евреите така велат, јас немам причина да не им верувам. Значи, поврзаноста помеѓу змијата и нивниот долго очекуван спасител, значи на еврејскиот народ, е очигледна тука. Сега,
остатокот од оваа заедница на виши битија, кои што во оригинал се нарекуваат Елохим, сваќа дека луѓето ја откриле моќта на репродукцијата и вели, сега кога човекот стана како еден од нас, значи тоа буквално и на македонски така е напишено, кога човекот стана како еден од нас, да не вкуси од дрвото на животот па да живее вечно, ајде да го избркаме. И всушност тука настанува оно што подоцна го знаеме како ширење на цивилизацијата од тој Блиски исток па насекаде. Значи, човештвото добива, да речеме, еден вид на независност и слобода. И тука кажу, нели, со мака ќе раѓаш деца, со мака ќе обработуваш земјата, непријателство помеѓу тебе и родот на змијата и така натаму и така натаму. Сега, тогаш Едемската градина и покрај тоа што била голема, зафаќала конкретна географско подрачје. Сега, истите тие луѓе од секогаш, контролата од секогаш директно или индиректно ја задржале. Тоа го кажувам во видеото за пирамидата, каде што преку своите намесници, преку своите синови и ќерки кои што ги имале со земните луѓе, продолжиле да влијаат и нив ги знаеме како кралски семејства. Но, човештвото како такво понатаму добива одреден степен на слобода и независност. И сега што се случува? Сега целата планета е населена со луѓе и целата планета ќе се претвори во една едемска градина кај што ние ќе мораме да бидеме робови, да го правиме тоа што тие ни го кажуваат. И нема да биде само копање злато, ќе бидат многу други работи, многу пострашни работи. Меѓу другото, копањето на злато од секогаш било за нив и во нивна цел. Ние, од друга страна, ги имаме безвредните парчиња хартија кои што ги нарекуваме пари. Златото кое што има единствено вредност за нив, а еден ден ќе направам видео за да ви објаснам зашто златото е толку битно, го чуваат во нивните сефови или го употребуваат за они намени за кои што им е потребно на нив. Што значи? Сега со сева ова што ви го зборував, паметни технологии, 5G, паметни градови, паметен град што значи? Град во кој што имате камера на секој агол кој што може да опфати секакво еден вид на движење. Непријатели на овие паметни градови кои се? Масовните собирања, што значи ако ви имате дистанца од 2 метри како што се бара сега, facial recognition или распознавање на лице е многу полесно и така натаму. Значи, буквално сега под изговор на вирусот се напаѓаат човековите слободи и права кои што ги има секаде. Еве во универзалната декларација на човекови права во Обединетите нации. Нешто што, нели, е стекнато, сега се во име на некое поголемо добро сака доброволно да се откажеме од тоа. Ке се откажеме ако не сме свесни што се спрема и што се приготвува. А ако сме свесни, ќе бидеме во доволно голем број да речеме не, јас не се согласувам со тоа. Еве, само уште еден мал пример и ќе го завршам видео, вакцините. Задолжителното вакцинирање е во сушта спротивност во она што значи право да се одбие здравствена помош. Значи, јас сум болен од некоја терминална болест, има начин да се излечам. Ако јас по моја волја одлучам свесно да го одбијам лекувањето и да го завршам животот од таа болест, јас имам право на тоа. Што значи, ако вакцината е лек третман, секој од нас по таа основа има право да одбие да се вакцинира. Сега не навлегувам во тоа што самата вакцинација со себе ќе донесе. И сега последна работа која што е еден вид на апел од мене до сите вас кои што ме гледате, познати или непознати. Го повторувам тоа од почетокот на видеото. Ум и здрав разум. Вклучете ги и анализирајте се. Ништо не е случајно. Јас не верувам веќе во случајности. Второ, ако го гледате видео, често исклучувајте го телефонот, исклучувајте го компјутерот, оставајте го дома, излезете надвор, шетајте на чист воздух во оној момент во кој што ќе се може. Јас тоа го нагласувам затоа што во моментов се уште не можам да излезам. Значи, буквално ми недостасува чистиот воздух на зеленилото што го има надвор. Јадете здрава храна. Ако можете, одгледувајте ја на парче земја кое што евентуално го имате. Одгледувајте го
на тераса во Сакси, здрава храна, незагадена. Пијте чиста вода. Дружете се и комуницирате со луѓе кои што ќе ви дадат добри и позитивни идеи и чист ум. Значи, како што е битна надворешната физичка хигиена, битна е менталната хигиена. И гледате вие позади мене, читајте книги. Многу книги. Дигиталнава ера сака да ги уништи книгите и да не направи буквално автомати кои што ќе гледаат во екранот и само ќе повторуваат на она што му се кажува на екранот. Исто онака како што Джордж Орвел го имаше опишано во неговата 1984. Што значи? Бидете внимателни на што ви го кажав, останете во добро здравје, ментално и физичко, и така ќе можеме да се видиме во некој наредно видео. Сега, да не звучи излитено. Се она што го кажав, ако има нешто што е нејасно, слободно пишите во коментарите, ќе одвојам време да ви одговорам. За да ми помогнете во напорите да правам и други видеа, ве молам, ставете еден лайк на видеото или направете subscribe. Тоа за мене многу значи, за вас значи еден обичен клик. Останете со добро и се гледаме во наредното видео. Чао!